Заради потенцијалниот можен ризик од ширење на коронавирусот, организаторите на Струмичкиот карнавал одлучија да ги прекинат понатамошните активности од годинашново јубилејно издание Нова манифестација. Одлуката ја донеле доцна синоќе откако организаторите имале средба со струмичките карнавалски групи по оваа прашање, а дел од странските побарале разбирање што нема да присуствуваат на карнавалот во Струмица, каде 4 лица се под домашна изолација заради контакт со првата заразена личност во земјава. Карнавалистите во интерес на здравјето и безбедноста на учесниците и посетителите дале согласност да се откаже оваа манифестација која годинава требаше да одбележи јубилеј 30 години од возобновувањето во организирана форма. Организаторите одлуката ќе ја објаснат дополнително заради што ја чекаат владината потврда за забрана за одржување манифестации и организирање јавни собори. Струмица овие денови требаше да биде центар на десетици илјади посетители и гости, кои низ улиците, кои веќе беа декорирани, требаше да ги представа своите креации. Масовноста на ова манифестација е потенцијално опасност од ширење на вирусот, предупредија епидемиолозите. Карнавалот започна завчера вечер со символично предавање на клучот од градоначалникот на струмичките карнавалисти, пошто беше отворена ретроспективна изложба на карнавалски фотографии и плакати. Синоќа се одржа концертот под маски на музичкото училиште Боро Џони, каде стотина ученици пеа и свиреа под маски како Мапет шоу. Вечерва требаше да биде големиот маскенбал, а утре интернационалното карнавалско дефиле, на кое се очекува околу 1500 учесници од земјава и странство, додека во недела требаше да се одржи детскиот карнавал. Карнавалските денови во Струмица беа планирани да завршат во среда идната недела за празникот Тримери.